Со жолт картон во рацете, стотици граѓани на денешниот протест пред цементарница Усија предупредија дека доколку не се дислоцира фабриката, не се постави 24-часовен мониторинг и нема институционална реакција, ќе ги радикализираат блокадите. Ги блокираат улиците, бидејќи долги години, како што велат, им е блокиран воздухот. Не им веруваат на мирните станици кои ги има фабриката Усија, бидејќи ниту еден загадувач нема самиот за себе да каже дека загадува. Барањата ги испратиле во над 10 институции и бараат брза реакција. Пред точно 6 години, заедно со група граѓански активисти, за прв пат го блокиравме Усија и тогаш требаше да му даеме жолт картон. Сега заслужуваат црвен. Затоа предупредувам дека загадувањето не е само еколошки проблем, туку сериозно кршење на човекови и детски права. Тогаш реков и денес повторувам, кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрозуваат правото на живот на децата. Цементарница заслужува веднаш да се тргне. Веднаш да се тргне. Од фабриката Усија пак тврдат дека и кога компанијата не работи, загадувањето е високо. Како пример, наведува дека изминатиот период не им работеле двете печки, а сепак воздухот бил загаден и тоа укажува дека тие не се загадувач. И покрај тоа што Титан Усија целосно не работи, во петокот највисоката вредност на PM10 частичките достигна 275 микрограми на кубен метар, во саботата 250, во неделата 143, во понеделникот 190 и вчера во вторник 221 микрограми на кубен метар. Оваа состојба се потврдува секоја година. Остануваме отворени за конструктивен диалог со сите релевантни партнери во насока на изнаоѓање на трајно решение во интерес на сите, велат од фабриката. Тамара Дичевска, Сител телевизија.